Ограничени можности за остварување права од социјална и здравствена заштита, ограничување на можностите за користење на активните мерки за вработување поради недоволна информираност, се дел од проблемите со кои се соочуваат руралните жени во македонското општество. Тоа го покажува анализата објавена во публикацијата на ЛАК Агролидер. Во видеоинтервју за порталот на Инфокомпас, Марина Тошеска ги додава главните насоки кои што ги објавиле во публикацијата. Оно што го детектира оваа публикација е одраз на истражување што ЛАК Агролидер го направи во периодот на месецот септември-октомври минатата година, меѓутоа продолживме со дополнително истражување во месец март оваа година, кој што пак беше насочено баш на пристапот на руралните жени до здравствена заштита и до права кои што произлегуваат од Законот за здравствена заштита. Во оваа публикација се детектирани најголемите предизвици со кои се соочуваат жените од секоја сфера на нивниот живот во руралните средини и нормално се дадени препораки како може да ја подобриме оваа состојба. Факт е дека тие се невидлива нишка за одржлив развој на руралните заедници. Нашата држава е земјоделска држава. Значи земјоделството ни учествува со 10% во бруто домашниот производ. Последниве години покрај програмите, мерките и финансиската поддршка во овој сектор забележуваме тренд на намалување. Забележуваме голема миграција од руралните средини. А свесни сме и непобиен факт е дека жените се столбот, зашто тие се вклучени во репродуктивната и продуктивната и социјалната сфера. Доколку ги поддржиме жените во руралните средини, може веќе да зборуваме дека правиме еден голем исчерпок кон рамномерен развој и навистина да создадеме еднакви можности во сите заедници. Спроведена е анализа врз основа на две димензии, примарна и секундарна, а резултатите се обработени со компаративна анализа од други земји, со цел да се разгледа Во публикацијата е прикажано влијанието на пандемијата со COVID-19 врз руралните жени. Од неплатени домашни работници до екзистенцијални земјоделци и сезонски земјоделци, руралните жени кои најчесто се дел од неформалната економија, работејќи во небезбедни услови, остварувајќи пониски приходи без никаква заштита од законите за работно место и социјални бенефиции, здравствено осигурување или платен надоместок за боледување, се најпогодени од социоекономските ефекти на пандемијата, стои во публикацијата на Лидер ЛАК Агро.